Dobar den, Makedonijo. Dobar den, narode na Makedonijo. Dobar den, mladi. Danes se sobravme radi vas, da im kažeme na političkite kriminalci, funkcioneri, da prestanat so genocidot vrz vas. 32 godini političkite kriminalni partiji SDS da pomane duji nimnite poltronski privezoci i nimnite zlostornički kriminalni bandi rabotat sistematski i vršat genocid vrz vas mladite. Zato mladite postanite 20-25 godini masovno je napuštajat Makedonija. A site znajme dobro, bez mladi Makedonija nema idnina. Bez mladi stručni kadri nema idnina. No za žal, ovaj genocid traje 32 godini, продолжува. I ke продолжи ako nego sprečime nije. Demokrati zajedno so narodot, zajedno so vas mladite. Danes Makedonija je okupirana država, site državni instituciji su okupirani, za вработување nema zakoni, nema normi, postoji samo jedno: kriminalni, motivirani politički вработувања od političkite partiji koji što se na vlast, a na vlast, zapamtite, se sekojaš ove zlostornički partiji koji što vladajat u Makedonije 32 godini, da li preku državna vlast ili preku lokalna so nimnite mešetari, gradonačalnici i sovetnici. Nije kako demokrati. Dojdovme da go iskažime naši od revolt, so mladite, zamladite, da kreirаме по-добра иднина. А по-добра иднина може да се kreira само ако на следните парламентарни избори следната година граѓаните, гласачите престанат да гласат за ова зло, општо зло кое што владее 32 години со нашата македонска држава и не држи под модерно робство, ни ги брка младите, ни ги уништува фамилиите. Знаете, јас имам син што живе во Америка, јас живеев скоро 30 и нешто години во Америка, во Соединетите Амерички држави. Знам како е да се живее во странство. Пари можда многу можете да заработите, но носталгијата за вашата држава, златна Македонија, за вашата фамилија ќе ве убие. Не е битно да бидеш. Не е битно да бидеш само богат и пари да правиш. Битно е во својата земја, во нашата Македонија, младите да останат, да ја градат. Иднината е во младите. Кој се тие млади ако ни заминат? Во Македонија има статистички податоци за Македонија, поточно ние знаеме сите дека Обединетите нации објавија статистички податоци и велат од 2001 година до 2021 со пописот во основните средните училишта се запишале 83.000 ученици помалце. Има во Македонија 80 општини, од кои во 64 имаме намален наталитет. Замислете,
Имаме во Македонија 8 региони, од кои во 6 е намален наталитетот. Према пописот, од населени места во Македонија, скоро 1400 и нешто, 200 населени места немаат ни еден жител. Ова е пустош. Обединетите нации велат, ако овај тренд продолжи наредни 25 години, во Македонија, за жал, ќе останат по некој старец и криминални политички структури, тоа ние го велиме демократи. Македонија треба да ја спасиме. Ве молам, престанете, треба јас да зборувам. Ве молам, престанете. Ако не ќе повикам полиција и да ве тргне од тука. Значи немој да ме воздимирувате. Господине, ве молам, престанете. Не сме тука да дојдете да ни го пореметите. Нема да ни кажете вас, два збора, нема ни еден збор. Ве молам, ако сте против нас, тргнете се. Дај, ве молам, милиција, дојдете, тргнете ги ова господа овде. Извини. Ја за вас, ти против мене. Ако сте дојдени да не прекинувате, не сте со нас. Ако молчите и не слушате, изволте. Изволте. Нема што да ни кажуваш, после ќе кажеш. Сега ние зборуваме, не може тако, ќе ти текни. Продолжуваме. Има секакви луѓе, нормално. Но демократи продолжуваат со борбата за младите, да спречиме овај геноцид врз младите, што се врши 32 години од криминалните политички структури, спомнав СДС, ДПМН, ДУИ и нивните злосторнички криминални банди. Ниеден млад не сака да живее во држава каде што има криминален политички трул систем. Замислете, во државните установи позади нас 120 пратеници ненародни. Ова викат собрание на Македонија, ова е ненародно собрание на Македонија. Ако овие пратеници беа за народот, ќе дојдеа со нас, ќе протестирае против геноцидот што се врши против младите. Не еден ден, не 2 години. Овој трае 32 години. Нека не ве лажат никој народе, граѓани, идни гласачи, што треба да излезете и да гласате 2024 година на парламентарните избори, дека тие работат за вас. Никогаш овие пратеници натре што седат или што седеле партиите СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци не работеле за Македонија, за младите, за пензионерите, за болните, за сиромасите, за здравството, економијата, образованието, инфраструктурата, културата, спортот. Работа само за нив. Немојте да дозволите да ве лажат и немојте никогаш на следните избори да гласате за помалото зло. Нема помало зло. Зло е зло. Гласајте за честни, хумани луѓе со работно и животно искуство. Такви ги имате во демократи. 5 години постоеме на политичката сцена. Медиумите тотално ни имаат блокирано. Ако не беше Фейсбук, Инстаграм и другите портали, социјални мрежи, немаше никој да знае за нас. Но и на тоа крај ќе му дојде. Денес сме дојдени тука да го промениме криминалниот политички систем. Бидејќи ние сме демократи, се бориме за промена на кривичниот законик, што го променија пред 1 месец во собрание.
Им ги намалија казните, замислете на неголемите криминалци што ни ги крадат парите наши, народните пари, буџетот народен. Ние сакаме, бидејќи сме демократи, да ги зголемиме казните на политичките криминалци, стопанските криминалци, луѓе кои што го крадеа буџетот и Македонија, нас поточно сите граѓани. Сакаме да воведеме закон каде што нема да застаруваат делата на политичарите, функционерите, криминалци. Сакаме да воведеме закон да се поништи, да не постои амнестија за политичари, функционери и криминалци. Сакаме, бидејќи сме ние демократи, да имаме закон за потекло на имотот и секој што не може да докаже дека го стекнал на чесен, легален начин, кривично да биде прогонуван и конфискуван, да му биде имотот. Знаете што судите денес катастрофа ни се случува. Холандски амбасадор, америчката амбасадорка излегоја со изјави во последните месеци и пред тоа со години, со децении се труби дека нашите политичари не работат на реформи во судството, јавното обвинителство, полицијата, не работат во реформи, да имаме правично вработување. Ние денес креираме, поточно тие креираат криминални мотивирани политички вработувања. Вработуваат своји неспособни лепачи на плакати, послушници, полтрони, нивни гласачи. А каде е нашата младина? Што направевме, избркавме? Не ние демократи, не народот. Избркаја овие злосторници кои што владеа 32 години. Бидејќи сме ние демократи, зато се бориме против ова. Сакаме младите да останат овде, да ја градат нашата економија, здравството, образованието, инфраструктурата, спортот, културата. Луѓе, ние сме рангирани во последните 20 држави кои што се предвидува да пропаднат во наредните 25 години, 18 во светот од Обединетите нации. Вие што го слушате овој говор мој на другите соговорници што ќе зборуваат, освестете се. Фамилиите ви се уништени. Секоја втора, трета фамилија има деца во странство. Ова е невидена брука, но уште поточно кажам, невиден геноцид што се врши врз нашите деца и внуци од страна на овие политички криминални банди што владеат во Македонија 32 години. Без промена на криминалниот изборен законик нема ние да видиме бел ден. Колку време ние викаме? Колку време зборуваме? Колку време кажете? Со години зборуваме да се промени криминалниот изборен законик, да се воведе една изборна единица со отворени листи, подеднакво да постои распределба на финансите и застапеност по медиумите. Но најважно од се е да се спречат криминалните избори, да се спречи спроведувањето на криминалните избори од овие криминални политички банди. Знаете, пред 6 месеци двајца функционери од ТУИ беа осудени по 3,5 години затвор затоа што на предвремените локални избори го сменаја записникот за нивниот кандидат да добие повеќе гласови и да победе. Затоа ве молам, освестете се. На Македонија му требаат младите. Кажав и пак ќе кажам, без млади Македонија нема иднина. Замислете, луѓе, до кај сме стигнати. Јас имам искуство
moje lično, но сите од вас што го слушате и ќе ослушате овој говор, знаете дека ова вистина со заменување на младите, поточно протерување Македонија пополека, но сигурно се уништува. Нашите фамилии се уништуваат. Затоа ве повикувам сите граѓани на Македонија да ни се придружите во фронтот за спас на Македонија, да ни се придружите во демократи и заеднички да се бориме, да спречиме овој геноцид врз младите, да спречиме геноцид врз старите, пензионерите и сите граѓани на Македонија. Да не зборувам за специјални групи на болни, стари, изнемоштени, со физичка попреченост, деца со аутизам, да не зборувам за шеќераши што немаат лекови, хемофиличари. Тешко на овие луѓе затоа што Македонија од овие банди е уништена. Знаете што се случи, геноцид, менгелевски тактики во онкологија, ни ги умираја луѓето. Здравството е уништено. Да одиш во болница денес, тоа не е веќе болница, е претворија во мртовечница. Да ти е страв буквално да се лечеш. Таму страв да одиш болен, ке излезеш, не да Боже болен, најверојатно и нема можда ни да излезеш. Што вика еден, бе Господа ти е на помош, докторе вика. Овде не лечиме, немаме опрема, немаме лекови. Ни избегаат добри, квалитетни медицински кадри, сестри, лекари, болничари, лабораторанти во странство. Или не сакат да работат повеќе. Ние, бидејќи сме демократи, се ќе направиме да си ги спасиме младите, да ја спасиме Македонија. Протестот е за тоа да живее Македонија, да живеат младите и иднината на Македонија, да живее народот, да живеат сите граѓани, независно вера и религија, што се македонски граѓани. Народе, последна порака од мене, освестете се и немојте да му дозволувате на политичките криминални банди, преку нивните мојкни медиуми, секој ден да ви го перат мозоко. Немојте да дозволите и да ви кажуваат приказни дека овој пат ќе биде подобро. Немојте да дозволите да ви ги протеруваат децата, да ви ги уништуваат фамилите. Немојте да дозволувате на нови, компоновани политички структури во Македонија, бивши политичари кои што направија големо зло, да ве залажуваат со промена на име. Тие се волци во јагнешка кожа. Верувајте им, на демократи, затоа што се борат за младите, се борат за сите. Македонија вечна и вековита, да ни се здрави, живи младите.